на апликации сега и под Windows веќе од поодамна, сега последно време може и под Linux да се прават апликации. Јас стварно немам време да поставам платформа, тоест environment тука за развој, ама еве овој линкот горе, ако се отвори воопшто, треба да дај, значи, такви ме чекори кај што може да се постави environment за развој на апликации, ако за Symbian со помош на Qt. Значи, ајде окей, може вака се, например. Дупо ќе да објаснам кодот што како, значи то мора секој сам да си види. Генерално идејата е дека се работи за сплет на виджети, така наречени, значи, или како се викат, графични контроли, кои што може да се користат како готови класи, например. Имаме QWidget, кој што е една од поглавните хиерархиски класи таму, и сега после имаме уште редица други класи, како што, например, QPushButton. Сега не знам, MPC вие мислам имате че на на електрик, како би било CPushButton. Да, значи, во споредба со MPC, ова е ко, кажи ме нешто грдо и Ко Linux, да. Не, ова е стварно, мислам, многу поелегантно и од MPC и од сите други C++. MPC е мртва работа. Генерално е мртва, ама што знае, например, во Enterprise се користи уште, по фирмите го користат уште и да не зборам многу сега, не знам зашто. Да, MPC е Microsoft Foundation Classes, така, исто е C++ фреймворк, ама, например, пред некој време требаше да правиме ние диалог некој таму многу прост, ајде да речеме вака нешто. Упс, не толку прост. Крај на презентација. Вака нешто. Пример сега, не знам, во MPC имало некои заебанци таму, требало да се црта секој сегмент посебно. Значи, не знам како оди, покејна шпекулација, ама генерално е тој на Microsoft такво фреймворк, значи прилично стара технологија, ама викам се користи негде уште. Заради брзината ја користат. Ако ни држи предавање